По втор пат овој месец се изврши порибување на Дојранско езеро со подмладок на автохтон дојрански крап. Порибувањето овој пат го спроведе фирмата Фишилан, концесионер на езерото, откаде велат дека ова е законска обврска која се спроведува секоја година. Денеска по четврти пат кога сум јас концесионер на Дојранско езеро се изврши порибување со дојрански автохтон крап во околу 50.000 единки. До сега имаме за тие 4 години извршено порибување со околу 200.000 единки на дојрански автохтон крап. Тоа значи дека фондот на Дојранско езеро, рибниот фонд е зголемен, кој се фаќа, рекреативците најдобро го знаат тоа, бидејќи стана Дојран најпосетувано езеро за рекреативен риболов во Македонија. За ловење на подмладокот во езерото има забрана се додека рибите не достигнат одредена големина. Тие риби денес што се пуштат се забранети за ловење, бидејќи се мали, крапот е дозволен над 40 сантима. Но за една година тие ќе пораснат и рекреативците ќе можат да ги фаќаат. Сите риби постојано имаат ограничување спред должината и килограмите на секој рекреативец што е дозволено. За црноперките од 20 сантима нагоре, за костар жртисто и количина од 2,5 килограми поише не смеат да фаќаат, а за карашот нема ограничување. Казните за недозволено ловење риба се од 500 евра па нагоре. Освен подмладок, риба не смее да се лови во езерото и во периодот на мрест, односно од април до мај. Пред една недела рибниот фонд на Дојранското езеро беше збогатен со подмладок од истиот вид дојрански крап преку порибувањето што го спроведе Министерството за земјоделие, заедно со Инспекторатот за земјоделие.